Благодарам, почитувам председател. Се јавувам со цел да малце подетално го образложам амандманот. Имено на почетокот во интерес на јавноста станува збор за Законот за Агенција за енергетика, односно со овој закон се прават измени во делот критериуми за избор на директор на оваа агенција. Досегашното решение според мене беше добро решение, затоа што во законот се бараше услов кога ќе се распише конкурс, на овој конкурс да се јават, односно да биде избрано лице од областа на енергетиката и да има соодветно искуство во самата област, односно да има работно искуство во енергетика. За жал, овој концепт, иако е принципиелен, иако станува збор за многу битна агенција, која се занимава со многу битни работи од областа на енергетиката, се напушта. Владата се знае од кои причини, според мене, сигурно тоа се интереси за задоволување на одредени персони, одредени личности, кои треба да станат, предпоставувам, директори на оваа агенција и затоа се спуштаат критериумите, односно на оваа агенција ќе може да биде директор правник, економист или лице кое има завршено високо образование од техничко-технолошките науки. Дополнително, тука морам да кажам дека ние остануваме на ставот дека ова е лошо решение, иако во овој дел не поднесовме амандман, сосема беше јасно дека е наменски овој закон предложен, затоа што треба да падне овој член, односно да се створат услови одреден правник, економист или некој друг да може да биде директор на оваа агенција. Меѓутоа, поднесовме амандман со цел барем во вториот дел од до објаснувањето на критериумите, кој може, уште еден или има повеќе делови, во останатите делови од критериумите, со сегашното решение кое ни го нуди владата, се бара 5 годишно искуство од областите кои се претходно спомнати. А тоа се областите право, економија, технички науки. Значи, вака кога ќе го толкувате законот кој ни го дава владата, тоа значи дека правникот може да има искуство во правни науки, може да биде адвокат, да речеме, 5 години и според тие услови, тој адвокат со 5 години искуство во правото може да биде директор на оваа агенција. Или економист кој водел, да речеме, сметководствени услуги, 5 години искуство, тоа е веќе сосема доволно да биде директор за енергетика. Согледувајќи таа можност, за да избегнеме едно вакво толкување на закон, ние го предложивме овој амандман, каде што бараме да има 5 години искуство, меѓутоа од тие 5 години, барем 3 години да бидат искуство во енергетиката. Значи, ајде, веќе кога ја губиме битката со стручноста, кога инсистирате тоа да биде правник, барем тој правник или економист да имат какво такво искуство во енергетиката, барем да знаат каде влегуваат, барем да знаат кои институции се надлежни за одредена проблематика, барем да знаат што е предмет на работа на таа агенција за енергетика, барем да знаат основни поими. Сигурно, ако имат 3 годишно искуство, на некој на овој или на оној начин ќе се сретнат барем со поимите. Иако не ја разбират енергетиката, ајде да речеме, тоа се врвни менаџери или не знам кои компетенции ќе ги имаат тие луѓе што ќе се јават на конкурс, барем нешто да знаат од оваа област. И сега, ова е неприфатливо за Министерство за економија, односно ни се дава некој толкување дека ова е регулирано, меѓутоа не е регулирано затоа што ние дословно го читаме текстот и текстот не враќа на претходниот услов каде што треба да има образование право, економија, технички науки. И тоа се тие области, 3 области и искуство од тие 3 области. Значи не се бара искуство од енергетика. На мене искрено тоа ми смета затоа што покрај тоа што веќе ја девалвираме струката енергетика, веќе со одбивањето на овој амандман одбиваме и
лицето барем каква таква искуство да има од областа на енергетика, барем какво такво познавање на ова проблематика. Зашто ова е потребно? Баш во овој момент ние имаме прогласено енергетска криза. Баш во овој момент имаме прогласено топлинска криза. Значи, државата е во сериозен проблем со решавање на работи од оваа област. И наместо ние да се повикаме на најстручните, на најкомпетентните, на луѓе кои можат да одговарат на оваа работа. Сега веќе кога се партиски, барем да бидат стручни. Барем да знаат да се носат со проблематиката. Барем да работеле во тој сектор енергетика. И сега ние, за да задоволиме одредени потреби на политиката, селото тоа ќе го напуштаме. Која е пораката? Битни се директорските места. Битни се на краишта распоредот на директорски места, на министерски, заменик министерски места и мир во куќата. Дали на овој начин ние како политика ја исполнуваме нашата мисија? Дали на овој начин придонесуваме во разрешување на енергетската криза? Сигурно не. Ова е навреда за сите луѓе, барем за поголемиот дел, нели во политиката секогаш ќе најдете луѓе кои размислуваат политички, меѓутоа за голем дел на стручната фела од енергетиката ова е сериозна навреда. Ова е подценување на еден цел сектор и на некој начин нудење на решение кое има чисто политички карактер, без согледување на можностите. На краишта, кога веќе се бориме со енергетската криза, преку буџетот издвојуваме стотици милиони евра за да се бориме со истата, треба да има луѓе кои сето тоа ќе го менаџираат, кои ќе знаат каде одат тие пари, кои ќе знаат да направат контрола, кои ќе имат барем основни познавања за мерните единици на краишта од енергетика. Барем нешто ќе знаат за калоричност на јаглен, за процент на земја во истиот, за да не ни се случуваат понатаму дефекти во рек Битола и така натаму. Барем ќе знаат основни параметри за квалитет на нафта, за да не окупуваме ѓубрето од Европа, па да го согуруваме во ТЕЦ Неготино. Ние сето тоа адхок го отфрламе и викаме, окей, како ништо да немаме проблеми во енергетиката, бараме решение што било кој да може да биде директор на оваа агенција за енергетика. На овој начин нема развој на државата. На овој начин само ги продлабочуваме јазот на проблемите. Не ќе адхок на никој да му го ускратам правото да биде менаџер или да постигне добри перформанси. Меѓутоа, се знае, праксата покажува дека некои работи мора да бидат стручни во оваа држава. За некои работи мора да се има компетенции. За некои работи барем мора да се има какво такво искуство. Тоа што го бараме со амандманот. Тоа ни е на нас должност како законодавна власт да створиме услови да ги избереме најдобрите. Да избереме луѓе кои ќе допринесат за развој на државата, за енергетиката, преку енергетиката, за економијата, преку економијата, за благосостојба на државата. Зарем не мислите дека младите енергетичари не го гледат ова? Зарем не мислите дека ова е еден мотив да ја напуштат државата? Затоа што за нив ке нема место. Учеле, магистрирале, докторирале некој од нив. И сега ние тоа викаме не е битно. Вие работете било што, работете приватно, во државата нема место. Затоа што не сте дел од политиката, нема да бидете решение од енергетскиот сектор. Не е во ред ваков однос кон работите. Штета е што Министерството не го подржа овој закон, се надевам дека барем парламентарното мнозинство, ние секако ќе го поддржиме амандманот, ќе имат сенс за оваа проблематика. Благодарам.